Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Святого Духа. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, денес го славиме великиот и славен пророк, предтеча, продрок и крстител Христос, Јован, најславниот човек во родот што машка природа. Веднаш од левата страна на самиот Господ и Спасител Христос, десната и припаѓа на Богомајка, преславната, пречистата и секогашната Дева Марија. За името на големиот пророк, претеча и крстител Јован се врзани цела една низа големи црковни празници. Неговото раѓање, попознато меѓу нас како Ивангел, неговата славна, но страшна смрт, пролеаната крв со која што тој ја запечати љубовта своја кон Христа Господа. Во денот кога неговата чесна глава е отсечена, усековани, но нашиот народ најмногу од сите празници врзани за Свети Јован, претеча и крстител, го сака токму денешниот празник, затоа што денеска го славиме оној кој што го исполни ветувањето Божие, а и послушанието што на овој човек му беше дадено од троичниот Бог со неговите раце, со неговата десница во водите Јордански да ни го крсти Христа, Спасителот наш. Денеска се слави тој човек, а делото на неговите раце го славевме вчера. Вчера го славевме крстениот од Јована во Јордан. Денеска го славиме крстителот на крстениот во водите Јордан. Големо светило, безпрекорна чистота. Природата на човекот треба да ја постигне чистотата што Свети Јован ја постигна во својот живот. За да му се приближи што е можно поблиску на самиот Христос, на човекот во Христа, Богочовекот, за кој што рековме дека во сение рамен ист со нас, освен во гревот и во смртта. Патот по кој што се движеше Свети Јован е патот на спасението, патот по кој што треба сите ние да се движиме, да ги отфрлиме сите зависности од овој свет, во кого што Бог благословил да живее
и спасувајќи се себе си и него, светот да го спаси. Но тој чин на спасение на светот е неизворлив, доколку човекот гради идоли од светот, а од светот гради идоли секогаш кога му се подчинува на светот. Кога му служи на светот, наместо светот да му служи на човек. Кога престануваме да го обожуваме Творецот на творбата, зарад обожувањето на творбата наспроти Творецот, се раѓаат еден куп обоготворувачки идеологии, пантеони и пандемониуми. Ни секогаш ги имало во историјата на светот и денес ги има. Маката е во тоа што покрај сето насобрано искуство во течењето на досегашната историја на светот, човекот не сака ништо тоа да научи. Туку продолжува да живее по своему. И за Бога и неговото постоење би имало место, доколку Бог е остварител, реализатор на човечките воли, на човечките желби, на човечките визии за човекот и за светот. И причина за сето тоа е гордоста, вели свети Јован Сатовски. Претешко луѓето ги свиваат арбетите своји пред Бога. А тој чин на свивање на арбетот е доброволен и слободен, неизнуден чин. И по тоа прашање се поставува прашањето пак за тоа умееме ли правилно да се служиме со прескапи, но исто толку страшниот дар на слобода. Свети Јован, претече крстител, го дава најдобриот одговор на тоа прашање. Зашто? Со смртта во овој свет ништо не се завршува. Страшна е смртта за овој свет, но е благословена смртта за Бога. Се да се жртвува, а тоа значи со љубов, да му се даде на дарителот на животот и постоењето. И на тој начин да се обезбедиме вечна иднина, вечна перспектива на животот наш човечки и за животот на светот, зашто Бог на крст умре и за животот на светот. Амин. Кон светиите што се на земјата и кон Твоите избраници, Господи, упатена е сета моја желба. Секогаш го гледав Господа и Тој од мојата десна страна и никогаш нема да се помислам. Премудрост. Од првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните ќе се читам. Да внимаваме. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам